Во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе синоќа беа доделени наградите за распишаниот конкурс Пехарот на Свети Трифун за поетски творби за ученици од основните и средните училишта од општинава. Младите поети се представија со своји творби, а за музички дел се погрижи познатото кавадаречко дуо на гитари Ристе Димитров и Виктор Кимов. Овој настан беше во чест на големиот празник Свети Трифун, а во организација на клубот на писатели Тиквешки цветови, во соработка со Домот на културата Иван Мазов Климе и библиотеката Фетхин од Кавадарци, како и сите училишта од општина Кавадарци. На почетокот на присутните им се обрати директорот на Домот на културата Александар Малинков, а за текот на реализацијата на самиот конкурс говореа Вероника Костадинова од поетскиот клуб Тиквешки цветови и членот на жирито Микица Илова. Жири комисијата во состав Надеца Тренчева, представник на Сдруженијето на писатели Тиквешки цветови, Микица Илова, представник на Домот на културата и Владко Тасев, представник од образованието и неко професор по македонски јазик, ги разгледаа внимателно сите пристигнати песни и направија избор на победниците. За учениците од средното образование првото место и специјалната награда Пехар на Свети Трифун беше доделено за песната Овие стихови не се мои, шифра Виножито, второ место за песната Каде си љубов моја, шифра 0111 и трето место за песната Мојата иднина ја создавам јас, шифра 0303-2018 година. Наградени се и учениците од основните училишта во Кавадарци. Специјалната награда Пехар на Свети Трифун за песната Свети Трифун, шифра 2811. Прво место за Лозански крај, шифра Балерина. Беа доделени две награди за две втори места за песните Рацин и песната За секогаш, две трети места за песната Повик на помош и песната Мојот тажен град. Покрај наградените песни, жири комисијата одлучи да бидат доделени и повеќе пофалници на сите учесници на оваа манифестација. Конкурсот предизвика голем интерес кај кавадарчино, особено кај младите, беа напишани и понудени вкупно 60 на песни во двете категории. Во една убава вечер не воведоа Виктор и Ристе, сношти имаше нешто слично на тема и вино и љубов, она што се малку надоврзува во овој месец и на овој датум 14 февруари на оние кои го слават, значи како денот на влюбените. А за скоро ќе биде и во третата културна институција, освен Домот на културата и библиотеката, една ликовна изложба во музеј галеријата на Лазар Дојчинов, така да, ете, традицијата си продолжува. Трите културни институции, нивните соработници, поединците, здруженијата на граѓани, творците, уметниците од градот придонесуваат да достојно го обележиме овој наш празник Свети Трифун. Поетскиот клуб Тиквешки цветови со намера, со цел да ги поттикне младите автори. Веруваме дека има многу млади автори кои што имаат потенцијал и афинитет кон пишаниот збор, да ги охрабриме да излезат, да истапат со својата поезија и да го развиваат своето творештво. Со таа цел го осмисливме и објавивме конкурсот по повод празникот Свети Трифун, кој што е нели наш локален празник, заштитник на лозарите, Кавадарци, нели, Лозарски крај. Конкурсот беше испратен до основните и средните училишта и изборот се вршеше по две категории. Избор на песни од представници, учесници од основните школи и избор од песни од учесници од средните школи. Преку овој конкурс увидовме дека постојат млади личности, поети кои што сакаат да се занимаваат, сакаат да творат и нека им биде како еден вид мотивација, инспирација на идните генерации со тоа што ги мотивираме и самите наставници, децата ги мотивираат наставниците, родителите ги мотивираат децата и така натаму се во низа која што ја прави една целина. Јас вечерва се наоѓам во улога на жири комисија, значи член од жири комисијата, која што е во трочлена беше, мислам, комисијата. Надеца Тренчева и Владко Тасев ме оставија ова вечер да бидам сама и да ги соопштам моите импресии. Можам да кажам дека децата во Кавадарци сакаат да пишуваат, да творат, имаат доволно инспирација и мотивирани се и така и да продолжат. Значи им посакувам во иднина тоа се повеќе и повеќе да творат и да пишуваат.
Конкурсот, значи, како што рече Вероника, беше распишан во основните и во средните училишта, од кои што може да се каже една солидна бројка, значи околу 52 тројца, значи не ме држите точно до збор, добивме песни, значи автори, во кои што од некои од песните се повторуваат, значи еден автор неколку песни. Ние не ги знаевме од кои автори се, мислам, песните, затоа што беа шифрирани. Можеше да се препознае затоа што еден автор, например, начинот на пишување, меѓутоа шифрата беше различна. Од сето ова добивме околу, значи, прво, второ, трето место, значи од основните училишта, Пехарот на Свети Трифон како специјална награда и во средните училишта. Значи имаше околу 68 песни, 53 автори, 44, значи што е многу солидна и успешна бројка за основните училишта, и 21 песна од средните училишта. Значи тоа е одлично, прекрасно. Нашата улога беше тешка, ние не можевме, значи имаше доста добри песни. Успеавме да ги доловиме вистинските песни, да им дадеме на децата поголем мотив. Така да ја им честитам на младите автори и се надевам дека ќе продолжат и понатаму да множат и да шират успеси.